Петок, 17 октомври, кратки вести во 12 часот. Во општина Охрид за предстојните локални избори се евидентирани вкупно 52.580 граѓани со право на глас. Поднесени се 4 листи за градоначалник и 11 за членови на градскиот совет, 4 предложени од коалиции, 3 од партии и 4 од група избирачи. Ке се гласа на 87 избирачки места, а во однос на претходниот изборен циклус има промена на локации на неколку избирачки места. Изборната кампања завршува на полноќ. Утре први ќе гласаат болните и немоќните, лицата во куќен притвор, затворениците и лицата во старските домови. Во Охрид за гласање во домашни услови се пријавени 230 болни и немоќни лица. Гласањето во недела ќе се спроведува од 7 до 19 часот. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид бележи двоцифрен пораст од високи 16,2% со услужени 209.832 патници во периодот јануари-септември оваа година. Во првите 9 месеци преку Охридскиот аеродром дневно патувале 767 патници, што е за 16,3% повеќе споредено со минатата година. Во анализираниот период, двата македонски аеродроми обслужиле вкупно 2.585.096 патници, што е зголемување од 6% во однос на истиот период минатата година. Топ 5 земји до кои има најмногу директни летови се Турција, Германија, Швајцарија, Италија и Австрија. Ненад Целески од Охридскиот теквондо клуб Хваранг Фист е балкански шампион во категоријата јуниори над 78 килограми на балканското теквондо првенство, кое е во тек во градот Дупница во Бугарија, на кое силите ќе ги одмерат 800 надпреварувачи од Балканот. Охридски Хваранг Фист има 4 представници во македонскиот тим. Целески во првото коло го победи представникот на Романија, во полуфиналето представникот на Косово и во финалето вториот представник на Романија. Времето денес претежно облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.